Голем протест најавуваат кочанските оризопроизводители, ако не се најде решение за откупот на оризот по прифатливи цени. До вторник е рокот до кога Министерството за земјоделство треба да излезе со предлог мерки како да се надмине катастрофалната состојба во Кочанско со пласманот на оризот. Моменталната состојба е загрижувачка. За 1 до 2 месеци треба да почнат подготовките на нивите за новата реколта, а 95% од оризот стои неоткупен, а и она малку што се откупува е по мизерни цени од 17 до 22 денари. Нашето барање е следно 30 денара, од тие 30 денара 25% да ни се плате и не бараме ништо повише. И да се натерат кувачи да откупуват. Кој механизам ќе биде? Дали на нив ќе дават измене субвенции, дали на нас ќе дават, што значи бараме оризот од 37 до 40 да не спадне долу. Тие се барањето, воспротивно. Луѓето се спремни и ќе спаднат и тоа ќе биде еден од најголемите страјкови во Македонија. Гарантирам го тоа. Оризопроизводителите се незадоволни и бараат да се ревидира пресметката за тоа колкава е официјалната производна цена. На неа да се пресметаат 25% заработка и така да се дојде до откупната цена, која според нив не смее да биде под 37 денари. Исто така, бараат Министерството да најде начин и модел како да се откупува и извезува оризот, за да се деблокира откупот, за кој залихи има и од родот на ориз од 2024. Откупот на стоковите резерви според нив само направил дополнителен хаос на терен, а количините кои ќе се преземат се многу мали во однос на тоа колку род треба да се откупи во Кочанско.